Конечно, после 9 години изградба, денеска свечено беше пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10,2 километри. Инвестицијата изнесува 45 милиони евра, средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Овој пат започна да се гради во 2016-та. Неговото значење е огромно со оглед на тоа дека ова е единствениот пат кој, освен ако се оди преку Скопје, ја спојува источна со западна Македонија. Сега време траењето на патувањето од Прилеп до Скопје би требало да биде некаде околу 1 час и 20 минути. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Пред неколку месеци беше пуштена во употреба делницата Градско Дреново во должина од 15,5 километри, вредна 37,5 милиони евра, пари обезбедени од ДИПА фондовите и буџетот на државата. Со ова се изградија двата дела од предвидениот експресен пат Прилеп-Градско. Гледано како подвиг, после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. Ние решивме отварањето да се помести за неколку месеци со цел да имаме максимално безбеден експресен пат по кој што граѓаните ќе можат да се обраќаат, но исто така и да ги отклониме сите пречки кои што стоја на реализацијата на овој пат. Патот е од огромно значење за поврзување на Тиквешијата со цела Пелагонија. Овој пат е многу важен за Пелагонија и Пелагонискиот регион и општо за Република Македонија. Важен е за Прилеп, за Битола, за Ресен, бидејќи со изградбата на овој пат ќе се зголеми развојот на овој регион, ќе се зголеми туризмот, земјоделието, а според мене мислам дека ќе се намали и иселувањето од овој регион, со оглед на тоа што од Прилеп за Скопје ќе се патува за скоро помалку од 1 час, кој што ќе допринесе на вистина да се вози по еден безбеден, модерен и убав пат. Беше најавено и тоа дека наскоро ќе се започне со постапка за изградба на трета лента на Плетвара во делот каде што ја нема, од каменоломот до селото Беловодица.